Благодарам председателя, почитувани граѓани, колеги, представници на власта, тие што останавте. Се повторува приказната, дојде извештајот и повторно ја имаме истата реторика. Власта вика дека имаме добар извештај, зошто? Затоа што имаме препорака. Опозицијата вика дека имаме лош извештај, зошто? Затоа што све внатре е црно. Како ќе му објасниме на граѓанинот како да донесе одлука? Европската комисија дори направи чекор плюс годинава и донесе методологија. Оваа методологија што ја донесе Европската комисија беше со цел да го стесне просторот, да биде минимален за манипулација на просечниот граѓанин, меѓутоа очигледно дека и тоа не може да биде доволно. Некои работи мора да ги расчистиме. Прво, што е новина во овој извештај? Препораката. Прво, значи да се договориме во овој простор и време. Препорака нема. Нашата препорака е условена. Подпредседателот на владата задолжен за евроинтеграција ни кажа препораката ќе ја добиеме ако ја заслужиме после изборите во април и откако ќе ги имплементираме итните реформски приоритети. Ама денеска препорака немаме. И тоа треба да ни биде јасно и тоа треба да им го кажеме на граѓаните, бидејќи ова не остава простор за задоволство. Втора работа, сите држави имаат во својот извештај работи што треба да ги спроведат за следната година. Ние имаме итни реформски приоритети. А тие итни реформски приоритети произлегува од еден извештај на Чичко Прибе, кој што дојде тука и направи истражување и ни кажа дека државата ни се распаѓа. Ни кажа дека ни ја слеа на државата со партијата. Ни кажа дека медиумите ни се под контрола. Ни кажа дека судството не функционира. Ни кажа дека провизиите што ги барата се огромни. Ни кажа дека имаме организиран криминал. И поради тоа не тера да имаме итни реформски приоритети. Значи, нашата препорака е условена. Тоа е прво. Второ, извештајот на Рајнхард Прибе е основата врз кој што се пишува извештајот. Значи, дебатата за тоа дали се прислушуваните разговори лепени, сечени, режени и не знам какви, заборавете ја. Целиот извештај се темели на прислушуваните материјали. И тоа треба еднаш да го признаеме и да очекуваме резултати од Катица Јанева, а да не ја сопнуваме постојано. Понатаму, колеги, и во тој дел кај што вие сметавте дека бевте многу добри, и реално бевте подобри, во економијата, ситуацијата е влошена. И таму каде што вие мислите дека бевте добри, и таму е влошено. Ево, како пример ќе ви кажам, само околу парите за предпристапна помош, повторно губиме пари. Секоја година губиме пари. Значи парите кои што ни ги дава Европска унија како грант, ние ги губиме и си земаме кредити. Значи нешто мора да ве натера да се запрашате зошто не можеме да ги искористиме овие пари. И последна работа што е новост со ова извештај е ова собрание. Во ова собрание, јас како што се сеќавам секоја година, извештајот за напредокот беше тема во сите тематични комисии. И на Советот за Националниот совет за евроинтеграција, исто така беше, меѓутоа сите тематични комисии го разгледува извештајот. Колеги, никој од вас не седна да го разгледа извештајот, со исклучок на Комисијата за еднакви можности и со исклучок на Комисијата за економски прашања. И се разбира, оние матични комисии со кои што раководи опозицијата. Тие, значи, ги го разгледа извештајот. Значи, со тоа вие признавате дека овој извештај е различен. И препораката е нешто за кое што ќе видиме зошто практично не ни е повторно дадена како што беше претходно. А сега да расчистиме некои работи. Методологијата, што ја спомна господинот Бесими,
е направена за да имаме компаративни податоци меѓу сите држави во регионот. И Европската комисија вика нас ни е потребно до 2019, додека оваа комисија е на власт, додека таа влада е, да има споредливи податоци, затоа што има сериозни намери да го придвижи регионот. И затоа вика вика сега ќе правиме тековна состојба, ќе оценуваме тековната состојба и ќе видиме кој е нивото на подготвеност и ќе видиме колкав напредок е направено во текот на годината. И затоа има 5 оценки. Во оценувањето на тековната состојба има оценка рана фаза или единица. Има одредено ниво на подготовка или двојка. Има умерено подготвени или тројка. Има добро ниво на подготовка или четворка и има петка, што значи напредно ниво на подготовка. А во делот на напредок имаме исто така 5 оценки. Единица назадување, двојка нема напредок, тројка одреден напредок, четворка е добар напредок и петка многу добар напредок. Значи тие се оценките според кои што целиот регион практично се мери. И ако го погледнете извештајот на Македонија, ние сме во трагична состојба. Зборот на задување се споменува во многу места, во судството. Значи, подготовката ни е двојка, ама годинава имаме никаков напредок, односно назадуваме, единица. Во управувањето со јавните финанси, исто така имаме назадување. Тоа е во делот на економските критериуми. Во делот на владењето на правото, исто така имаме назадување. Во делот на фискалната дисциплина, исто така имаме назадување. Ако ги видите поглавијата пак, ви кажува следно. Во делот на слобода на изразување, од двојка, ниво на подготовка, прогресот што е направен е единица. Од пазарно стопанство, од четворка, пазете, ние сме биле некако подготвени во делот на економските критериуми со кои што многу се гордеевме, ниво на подготовка било четворка, а сега напредок е двојка. Во трговското право, значи, ниво на подготовка била четворка, а сега напредокот е тројка. Во информатичко општество било четворка, сега е тројка. Во трансевропски мрежи нивото на подготовка била четворка, напредокот е сега тројка. Во регионалната политика било тројка, подготовката сега е двојка. И сега, дали имаме напредок? Има. Знаете во колку поглавја покажуваме напредок? Само во 3. И ќе ви кажам во кој. Во поглавје 33, финансиски одредби. Знаете ли што е поглавје 33? Поглавје 33 е како Европската Унија се заштитува себе си со начинот на кој што се работат европските пари. За да не дозволи да се украдат европските пари по било кој или да ги снема од државата. И затоа тука сме добри, тука има напредок. Значи имавме ниво на подготовка единица, сега сме тројка, тука сме напреднале. И нормално, кога во вас се сомнева дека вие сте корумпирана држава, повеќе тука фокусот да го стават, за да знаат дека, нели се сеќавате на бомбите што рече министерот за финансии. Тие корумпирани копилиња сакат да ми дадат пари за поддршка на буџетот, за да дојдат да ми го гледат буџетот. Зато имаме подготовка тука, напредок. Понатаму имаме поглавје 12, каде што има напредок, а тоа е безбедност на храна. И тука има објаснување зашто има напредок. 12 милиони евра се внесени во проекти преку ИПА, вклучени во Агенцијата за храна и ветеринарство. И тука е остварен напредок, и тука нема дилеми. И на едно друго место има напредок. Во поглавје број 2. Поглавје број 2 е слободно движење на работници. Па колеги, ако земете да направите анализа на сите држави кои што станале членка на Европска Унија, ова е последно поглавје кое што го отварат. А знаете ли зошто? Затоа што не е поентата во држава каде што невработеноста е огромна, да се ги отворите вратите за странците да доаѓаат да ви ги земат работните места. И затоа последно го отварат. А ние денеска само поминавме 2 закони за вработување на странци и за состојбата на странците. Ова не е нешто со кое што треба многу да се фалиме.
Иако тука има подобрување, и то знаете колку? Од единица на тројка. Значи, подготовката била единица, недоволна, сега напредокот кој што е постигнат е умерен, односно тројка. Ако ќе погледнеме статистиките, ќе видите дека и статистички гледано, практично имаме ние проблеми. Ама треба некој да земе и да се помачи да ги види бројките. Аз само пример ќе ви дадам. Ево, стапката на смртност на новороденчина. Се надевам дека никој од вас не се гордеете со овие бројки овде. Вика во 2010-та 7,6, пардон, во 2013 10,2. 2014 нема податока, верувам дека ќе биде уште полош. Понатаму. Инфраструктура. Па вчера зборувавме колку километри асфалт е направен. Ако се сеќавате, се расправавме и за буџетот и за не знам што. Па сега видете, колеги, што вика Европската Унија. Вика должина на автопат во километри. Во 2002, значи се почува од 2002, имало 208 километри автопат Македонија. Во 2010 има 251, а во 2014 има 259. Значи, тоа е знак еднакво. 10 години владење на ВМРО ДПМН еднакво е на 8 километри асфалт. За жал, споменици не бројат. Бројат асфалт. Понатаму. Дали ви... Ајде да видиме странските инвестиции. Значи, Европска Унија е ова, сепак, странските инвестиции, бројките шо викаат. Во делот на странски инвестиции, значи во стратегијата за проширување регионално гледано, вика нето странски инвестиции Македонија во 2013 има 253,8 милиона, во 2014 278 милиона. Знаете колку е тоа? Со која држава сакате да го споредиме? Со Албанија сакате? 10 години сте на власт, господине Циле. 10 години! Значи, еве, видите, 920 милиона евра има Албанија. 920 милиона евра. Тоа ли е причина за задоволство? Конечно да ви ги прочитам и итните реформски приоритети. Прво, судство. Што не ви е јасно во судството? Не ви е јасно брзо извршување на сите пресуди на Европскиот суд на човекови права? Па го намаливте буџетот, вчера го донесовме. Значи, бројот на вработените го намаливте од 4 на 2. Второ, функционални судски и парламентарен надзор на следењето на комуникациите. Треба ли да зборувам за ова? Па се уште не може анкетната комисија да проработи. Понатаму, независни регулатори. Па вчера ви зборував за АЕК. Вчера ви зборував колку луѓе се вработени во АЕК, да ви ги повторам. Еден куп луѓе, нема да ви кажам, сега ќе ви кажам друго име кое што го спомна, не го спомна вчера, ама служи за пример за партизацијата на оваа држава. Канцеларијата на омбудсманот. Господинот Иџет Мемети тука дојде за време на буџет да не моли нас како пратеници да му дадеме поголем буџет за да се ги исполни обврските од итните реформски приоритети. Мислам, ако сериозно имате намера, значи да добиеме препорака ние во април, требаше да го земете предвид неговото мислење. Понатаму, антикорупција, вика бара досие за корупција на високо ниво. Значи не барат корупција од оној што наплаќа патарина, од кого што земате белешки, колеги, доку бара од високо ниво, ги бара кинеските пари, што премиерот ги слушнавме дека ги бара од кинезите на име провизија. Понатаму, лустрацијата, па го кинавме законот, ама парите во буџетот остануваат. И институциите понатаму си постојат. Шо прават тие луѓе? Шо работат? Понатаму, деполитизацијата вика на јавната администрација. Па, ако не се лажам, државниот секретар во Министерството за администрација и информатичко општество кажа дека 1800 луѓе земат плата и не одат на работа.
Значи, баш като што го спомнува и извештајот, доку не одат на работа. Изборното законодавство, знаете до каде е? И спроведувањето на препораките од 24. Јас се надевам дека нема овие приоритетни реформски приоритети да завршат како палома хартија овај пат. Благодарам.